Значи, вака прво неколку работи. Во духот на целата дискусија што терате и ова, ке. Не знам што се работи. До кај е патот за Сливник? До кај е патот за Сливник? Да, знам дека го ветивте. Знам дека. До каде? Еве да ве прашувам вас до каде? А го знаете оној патон, што почна од Оризари, па Баница, па Сливник, до Чашка, го знаете колку километри е тоа? Тоа знаете ли колку километри? А, не знаете. А го користат ли, чекај малце, го користат ли тој долг пат од Свилара до Чашка спрема Еловец тука, го користат сите села? Го користат. Само таа должина на пат направите некаде, само тоа го одвоам као проект. Еве, не зборам ништо друго. Не зборам патот за Јаболчиште, еве ќе го заборавам. Еве ќе глумиме дека Аги Муртезани, првиот пратеник од Јаболчиште, го направил патот. Еве, само тој пат, од Свилара до Чашка. Споредниот, така кој што користат многу наши сограѓани. Само еден таков проект направите, па пофалете се. Со кого се мерите? Не ве бива. Не ве бива. Сите проекти таму се започнаа во мандат на градоначалници од ВМРО. Немојте. Кој 11 години власт? Океј. 3 години власт? Во споредба со 10 години власт се 30%. 30% од проектите да ги имате, што ние ги имаме, ќе ви речам, алал вера. Немојте. Немојте. Оти патот што се направи за Јаболчиште, реконструкциите што се правеа, тоа во Скопје беше. Улиците што се направиа во Скопје беа. Што само тоа? Браната Лисиче кај е направена во Скопје? По 30 години зјаеше 1/3, па вие знаете, минете дома кога си одите, секој ден миневте покрај таа, така? Колку беше изградена пред да дојде ВМРО на власт? 30% беше изградена, не беше. 2008-2009 ја пуштивме во употреба за 3 години. Знаете што е брана да направите? Ај направите брана, ај направите нова брана, може? Има еден проект, господин Иванов, може и вие да ме чуете, има еден проект во Министерство за земјоделие за уште едно езеро над извор. Може? Не, над извор. Над општина, над село Извор нагоре. Има во Министерство за земјоделие и тоа се разгледуваше еднаш како опција. Има готов проект за изградба на брана. Еве ние направите. Еден објект направите во Велес, на пример, за било што. Еве, за било што. 3 простории направите. Слушам сега и официрскиот дом ќе сте го давале на некој газда, кафана па да прави. Официрскиот дом пак ќе сте го правиле кафана, наместо да се реконструира, да се направи градска куќа. Па не знам, сега се збори низ градот за неколку имења, ама све некако блиски околу вас. Не околу вас, зборам околу СДС. Ќе видиме на крај кој ќе биде. Еве ви идеја, господин Аги Муртезани, отидете, замолете да не се дава за кафана, да се направи градска куќа, ликовниот салон да се донесе тука, библиотека да се направи, дневен центар за лица со посебни потреби, може да биде венчалното тука, да не биде во исто место и ликовно и венчално. Имам 300 работи што може. Младински културен центар, ветивте на изборите, еве тука направите. Значи, не го давајте за кафан. Пошто тука е гимназијата, па црквата, па театарот и би било добро во тој сегмент на градот да биде еден културен центар на градот, кај што се тоа ќе функционира. Истото го мислам и за селата нагоре. Ете една улица во Оризарија влечете со 2 години да се направи, на луѓето ќе речам што се не ветивте. Што се не ветивте? Сливник прашав до каде? Да, се влечело со Сливник. Се влечело, така е. Во право сте во смисла дека сите претходно ветувале, ама и вие така ќе завршите. Ќе заврши мандатот, нема да биде готов пат. И тој пат знаете кога е, во петок вечер, во присуство на министри, кандидати за градоначалници, пратеници, пазар е направен. Како не е? Па како не е? У петок вечер, ќе ви кажем колку саат одбевте таму.
Шо? Добро, супер. Благодарам за информацијата, лесно се провоцирате. Лесно се провоцирате. Благодарам за информацијата. Али дај Боже да се направи. Дај Боже да се направи пат. Така да, илузорно е. Господин Аги Муртезани, не се расправите со мене. Вие ветивте пред 3 месеци ото, не се расправите со мене. Не се расправите со мене. Значи пред 3 месеци вие ветивте дека во буџетот за 2020 година ќе има средства за ово. Нема во буџетот за 2020. Не се во прашање мојот образ, вашиот образ е во прашање. Наместо да трошите времето да се расправите со мене, трчајте по министерката таму, молете ја, колете ја, заканувајте се, било што не изјавувајте се по телефони, обезбедете нешто. Благодарам. Благодарам, тука е затворен